Вести на Канал 8, добар ден. Идната недела ќе се спроведе првото прскање против комарците на територијата на општина Кочани. Третменот ќе биде од земја, а ќе се користи истиот препарат како и минатата година. Прскањето против комарците продолжува и годинава. Локалната самоуправа на Кочани во соработка со Центарот за јавно здравје ќе ја реализира првата фаза од планираната дезинсекција против злодевните инсекти. Третменот ќе се спроведе в понеделник и вторник идната недела, во периодот меѓу 23 и 5 часот. Иако претходно се најавуваше заедничка акција на сите општини преку Центарот за развој на Источниот регион, сепак таков договор не е постигнат. Општина Кочани го самостојно организира прскањето против комарци, односно за уништувањето на комарците и другите инсекти на два начина. Едниот е земјано, каде што ќе имаме четири такви дејствувања и од земја и едно авионско. Површината која што ќе се третира од земја е околу 300 хектари, а додека она која што е авионска ќе биде 1500 хектари. Со дезинсекцијата од земја ќе бидат опфатени зелените површини во градското подрачје, во периферијата на градот и во низинските села. Делумна соработка околу третирањето од воздух била договорена со општина Виница. Авионското прскање ќе биде договорено да биде во исто време спроведено заедно со нив, заради тоа што знаеме дека поголем ефект ако се повеќе општини здружат, можеме да направиме да подобар ефект има на целата територија на Кочанско поле, односно површините кои што се наоѓаат под вода. Прскањето против комарците ќе го реализираат стручни екипи од Центарот за јавно здравје од Кочани, а ќе се користи истиот препарат како и минатата година. Ќе третираме пак вегетативна форма на комарци, возрастни комарци и дека очекуваме дека ќе имаме намалување на бројот. Јас пак ќе кажам дека не можеме ние да очекуваме пак некакви идеални решенија да веќе немаме комарци, меѓутоа со почнувањето на активноста нормално кога веќе нешто уништуваме ќе очекуваме дека ќе имаме намалување на број. Иако препаратот со кој ќе се прска е одобрен од Бирото за лекови и не е штетен за луѓето и крупните цицачи, сепак се препорачуваат соодветни превентивни мерки. Граѓаните кои одгледуваат пчели треба да ги затворат сандаците со доволно вода за пиење за пчелите и да не ги пуштаат 4 до 5 часа по третирањето на подрачјето. Амбулантите полни со пациенти кои се жалат на здравствени тегоби поради наглите временски промени. Температурните осцилации најмногу ги погодуваат хронично болните. Во последните десетина години сведоци сме на нагли временски промени. Годишните времиња се менуваат без преодни периоди, а дневните разлики во температурата понекогаш изнесуваат и 15 степени. Метеоролошките услови имаат влијание врз здравјето на голем број кочанци, кои периодов се жалат на здравствени тегоби. Временските неприлики кои што можеме да речеме дека во една недела може да се сменат сите 4 годишни времиња, имат и како големо влијание врз повеќето хроничари пациенти со хронични заболувања, од кои што се претежно со циркулаторни заболувања и пациенти кои што се со реуматски заболувања. Тие треба да се прилагодат, значи, на делот на исхраната, на делот на облекувањето и на делот на редовната земање, редовно терапијата и редовните контроли. На временските осцилации помалку или повеќе реагираат сите, но најтешко ги поднесуваат хронично болните. Наспроти редовното земање на пропишаната терапија, симптомите на основната болест се засилуваат, а метеопатските тешкоти се поизразени кај жените во менопауза. Доколку организмот на здравиот човек реагира бурно на промената на времето, се препорачува детален лекарски преглед, за да се утврди дали можеби не станува збор за почеток на некое ново заболување. Се жалат на болка, значи главоболки, болки по цело тело, болки во зглобови, на луѓето кои што се со циркулаторни пореметувања, исто така се жалат на болки, хроничните болни со дали циркулаторни пореметувања во екстремитети, во срцеви заболувања или мозочни заболувања,
се жалат симптоматската промени се многу битни, се жалат на главоболка, стегање во гради и болки во зглобови и во екстремитети. Хроничните болни и метеопатите би требало редовно да следат биометеоролошката прогноза и да се однесуваат во согласно со упатствата. Здравата храна, консумирањето овошје, зеленчук и повеќе течности, исто така можат да ги ублажат тегобите поради промената на времето. Не се препорачуваат многу студени и сладки пијалаци и алкохол. Неопходно е лицето да има мирен сон, но да се одмора и во текот на денот. Се препорачува умерена физичка активност и престој во природа. Доктор Марија Мирчовска од интерно и доктор Стојка Стаменкова од детско оделение се најдоа на листата на најдобро рангирани 80 доктори од Македонија за март 2013 година. Така одлучи Министерството за здравство по направениот избор според воспоставени критериуми. Наградените ќе добијат посебно признание и награда во вредност од 30.000 денари. Министерството за здравство ја објави листата на најдобро рангирани 80 доктори за месец март оваа година, кои ги исполнуваат соодветните критериуми за наградување според системот за плаќање по успешност. Од Кочанската општа болница на листата се најдоа доктор Марија Мирчовска, специјалист-интернист од интерно оделение, и доктор Стојка Стаменкова, специјалист-педијатар во детското оделение. Пред се да се заблагодарам на Министерството за здравство, на фондот и така натаму за добиената награда. Меѓутоа морам да признам дека тука ние на интерно оделение се трудиме и тоа сме ни тим кој работиме заеднички. Не би рекла дека е тоа само моја заслуга или било на кого само заслуга, работејќи тимски се трудиме да ги постигнеме целите и да одговориме на предизвиците, односно на барањата на пациентите. Тоа што сум наградена го примам со задоволство, меѓутоа сепак повторно ќе нагласам дека таа заслуга треба да биде споделена со моите колеги. Станува збор за најдобро рангираните 80 доктори за март од секундарно и терцијарно ниво, кои се движечка сила во своите институции. Тие добиваат посебно признание и паричен надомест од 30.000 денари. Најдобро рангираните лекари ќе имаат право на дополнителна дејност во матичната институција каде работат и во останатите јавни здравствени установи. Со имплементација на овој проект се валоризира работата на оние кои најмногу се залагаат во здравствените установи. Изборот е направен според воспоставени критериуми, како што се остварениот учинок во март, бројот и типот на извршени интервенции, реализирани обуки и слично. Наградени доктори освен од Кочани има и од Скопје, Штип, Струмица, Охрид, Куманово, Тетово, Прилеп, Велес и Гостивар. За месец февруари од Кочанската болница беа наградени тројца лекари: Марија Јорданова од детското, Лилјана Јовчевска од интерно и Томе Солевски од хируршко оделение. Локалната самоуправа ќе финансира изградба на мост преку десниот магистрален канал во зоната лесна индустрија. Јавниот тендер е веќе објавен и сега се бара изведувач на градежните работи. Општина Кочани планира изградба на армирано-бетонски мост преку десниот магистрален канал на хидросистемот Брегалница. Објектот ќе биде составен дел од улицата 560, што се наоѓа во зоната лесна индустрија. Преку него треба да се обезбеди безбеден премин на пешаци, лесни и тешки товарни возила на просторот што локалната самоуправа планира да го продава на поодделни парцели за изградба на деловни објекти. Во моментот на овој дел постои премин преку каналот, но тој не може да ги исполни потребните услови за безбедно одвивање на сообраќајот, ниту со носивоста, ниту со ширината. За реализацијата на новото инфраструктурно решение веќе е објавен јавен тендер за избор на најповолен изведувач, а пријавувањето трае до крајот на оваа недела. Заради поврзување на просторот што ќе биде наменат за изградба на објекти за лесна индустрија и сервиси, се предвидува да се изврши целосно проектирање и изградба и на улицата 560, што сега се наоѓа само на хартија. Таа треба да овозможи пристап до земјиштето што се наоѓа во државна сопственост и во иднина ќе биде предмет на продажба што ќе ја спроведува општината. По изборот на најповолниот изведувач се предвидува градежните работи да започнат најмногу за 2 месеци.
Со тоа, до крајот на годината би требало новиот премин преку каналот да биде ставен во употреба, што на локалната самоуправа ќе ја овозможи зацртаните парцели да ги стави на продажба. Општина Кочани ќе аплицира за добивање пари од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за оваа година. Со проектот се предвидува асфалтирање улица во населбата Оризари. Улицата Гоце Делчев во Оризари треба да добие нов асфалтен слој. Техничкиот проект веќе е изготвен. Се планира да биде ставен во приоритетите за изградба на инфраструктура во општината и сега се бараат финансиски избори. Една од можностите да се обезбедат пари се гледа преку програмата за финансиска поддршка за руралниот развој за 2013 година, за што локалната самоуправа се подготвува да аплицира. При тоа предвид е земена мерката 321, што се однесува на подобрувањето на квалитетот на животот во руралните средини. Финансиер на програмата е Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој. Како носител на проектот се предвидува локалната самоуправа да обезбеди дел од средствата од буџетот на општината и тоа од програмата за локални патишта и улици. Со оглед што терминот за поднесување апликација е до 3 јули, во општината забрзано се одвиваат активностите да се запази рокот. Согласност за поднесување на проектот треба да даде и Советот на општината, заради што идната недела ќе се одржи и посебна седница на која советниците треба да донесат одлука овој проект да добие приоритет. Улицата Гоце Делчев се наоѓа во центарот на Оризари и е дел од кејското сообраќајно решение во населбата. Технички таа е подготвена за асфалтирање, на што се чека неколку години. Финансиската поддршка од Агенцијата за развој на земјоделието и руралните средини изнесува 100% од износот на прифатливи трошоци, а средствата на барање на корисникот можат да се доделат и во вид на аванс во висина од 20%. Доколку проектот на општината биде прифатен, оризарци наскоро на оваа сообраќајница треба да добијат асфалт. Отворениот ден на кариера во Кочани без голем одзив и со скратена агенда. Ке најдат ли заеднички јазик властите и бизнисмените со маргинализираните категории за нивно вработување во администрацијата или во приватните фирми? Основна цел на настанот отворен ден на кариера во Кочани беше да се промовира и унапреди соработката и комуникацијата помеѓу клучните страни вклучени во процесот на интеграција на маргинализираните лица на пазарот на трудот. Иако без посакуваната масовност, отворената и директна дискусија меѓу представниците на локалните институции, Центарот за вработување, Дневниот центар и Центарот за социјална работа и припадниците на ранливите групи се очекува да даде позитивни резултати. Беше приказана најпрво една приказна за лица со мултиплекс склероза вработени во општина Чаер, што значи дека овој закон што е донесен од страна на државата на Република Македонија, не е само за бизнис секторот, односно само за приватните фирми. Туку е и законот донесен и за запослување на лица со хендикеп во јавните институции. Секоја јавна институција и секоја јавна администрација со самото запослување на лице со хендикеп ги користи сите средства што се добиваат за даденото лице, исто како што ги користи и приватниот сектор. Представниците на ранливите категории на луѓе, социјално исклучените, можеат директно лице в лице да разговараат со неколку мината представници на фирми и предпријатија. Фирмите имаат огромен бенефит од запослување на вакви лица и исто така и самите лица имаат бенефит, затоа што на еден начин тие се сега изолирани дома сами, со самото одење на работа и се подобрува животниот ритм и се подобрува нивната психолошка состојба со тоа што тие самите се осеќаат покорисно за себе и за општеството. Потребата за ваков своевиден сајам за вработување произлезе од наодите од теренските активности и анализите што ги спроведе проектот поттикнување на социјална инклузија и инклузивен пазар на труд.
20 ученици од Основното музичко училиште Ристо Јуруков настапија на концертот на наградени ученици што синоќа по повод патрониот празник на училиштето се одржа во салата на мултикултурниот центар. Пофалена од наставничкиот совет беше ученичката Надица Пуевска. За ученик на генерацијата беше прогласена Тамара Лазарова. Учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков, кои во текот на годината освоија награди и признанија на државни и меѓународни надпревари, настапија пред многобројната публика во мултикултурниот центар. Со концертот на наградените ученици беше одбележан патрониот празник на училиштето. Учениците од ово училиште и годинава се закитија со голем број награди и признанија на надпревари во Скопје, Битола, Врање, Ниш, Арангеловац, Уп, Вајлево, Белград. Присутните ги поздрави директорката Елизабета Ѓоргиева. Покрај државните надпревари, значи се повеќе излегуваме и на меѓународни надпревари надвор од државата. Ако на почетокот тоа беа на 1-2, веќе се прошируваат и на повеќе. Помногу бројни стануваат и се надеваме дека ќе можеме да отидеме и некаде подалеку да се представиме, например, и на поголемите надпревари како што се во Италија, Франција и така натаму. И еден репер за нас, за да се измериме докаде сме со останатите училишта, да видиме нивото на училиштето докаде ни е. И верували или не, со резултатите со кои што се враќаат наставниците и учениците, не се за подценување и се гордееме со сите нив. Тамара Лазарова, добитничка на прва и втора награда на меѓународни надпревари по флейта во УП и Вајлево и втора награда на државен надпревар во Скопје во класата на професор Ангелина Катмерова, беше прогласена за ученик на генерацијата во музичкото училиште. Пофалница од професорите и од директорката на училиштето доби ученичката Надица Пуевска. Големиот број награди и признанија се резултат на долготрајната работа на учениците и на професорите од ово училиште. За 1,06% е поголем бројот на матуранти пријавени за полагање државна матура оваа година во однос на минатата. Двата екстерни предмета на 8 и 11 јуни ќе ги полагаат учениците кои завршуваат средно образование. В сабота ќе биде тестот по првиот задолжителен предмет мајчин јазик, македонски, албански или турски и литература, кој ќе почне во 10 и ќе трае 4 часа. Македонски јазик и литература ќе полагаат 1,42% помалку од лани. Вториот предмет од испитот е изборен и ќе се полага во вторник 11 јуни од 10 часот во трајање од 3 часа. Како и во минатите години, помала интересот за математика отколку за странските јазици. За математика основно ниво пријавени се речици исто како лани, 0,05% повеќе. Само 13 ќе полагаат математика напредно ниво, што е помалку за 6 матуранти или пат за 31,9%. Кај странските јазици зголемен одзив има за англиски и германски, а намален за француски и руски јазик. Граѓанската асоцијација ГАРД најавува нова активност за предстојниот викенд. Граѓаните рекреативци од Кочани, кои се во добра физичка кондиција за движење во планина, имаат нов предизвик што им го нуди Граѓанската асоцијација за рекреативно движење ГАРД од Кочани. В недела, 9 јуни, асоцијацијата организира пешачење по падините на Осоговските планини. Маршрутата започнува од рекреативниот центар Пониква, а потоа продолжува преку врвовите Лопен и Царев врв кон Калин камен и местноста Езерце во атарот на општина Крива Паланка. Предходно на врвот Калин камен е предвидена средба со рекреативци, членови на Граѓанската асоцијација за рекреативно движење ГАРД од Скопје. Крајната цел на учесниците во пешачењето ќе биде манастирот Свети Јоаким Осоговски, каде е закажано заедничко дружење и ручек. Во спортската сала во Основното училиште Никола Карев свечено се доделуваат пехарите на најуспешните во училишните лиги во мал фудбал и кошарка. Во фудбал најдобри беа учениците од Основното училиште Никола Карев, во машка кошарка Свети Кирил и Методи, а во женска Малина Попиванова. За крај на лигите се одигруваат ревијални надпревари.
Вестите на каналот смо завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.